Време е за најава. Јас Ивана, речиси сме светоци изминатиот период заедно секако со Цецица, целата утринска екипа, дека многу збиднува има и за младата популација. Добро е тоа е за поздрав, да. Беше пред некој период од Чинам Куманово, Христијан, кој што го споминавме, нели, неговиот проект, исто така со песнички наменета за детската популација, Веда Бебе, меѓутоа овој пат време е да му дадеме секако аплауз на Дарко Биберко, кој што расте од време на време, вака само гледаме дека збиднувањата се уште поголеми и од анимација веќе преагата невена во еден настан кој што ќе биде баш едно убаво прибежиште за детската популација, семено уживање и него постерот ќе го видиме секако и тоа, омилените детски хитови дружење со Дарко Биберко на 13 јуни. Добри дојде во утринска, физички вака, сега не сме хибридно и онлайн да се поврзуваме со друга географија од светот. Фала што ме поканавте. Задоволство те ова стана. Да, последната наша средба беше токму така, онлайн, кога и си бевте таму каде што живеете и инаку во Скопје доаѓате од време на време на посета, Скопје, Охрид, да, релација. Но и вајде да почнеме или да се навратиме малку на почеток, имаме време, среќа, тоа да го направиме. Дарко Биберко пусти повеќе време, но ваквите идеи секогаш заслужуваат внимание. Особено заради тоа што, како што ќе се надоврзаме и на првиот наш разговор или генерално кога зборуваме за младата популација, за дигиталното време, за тоа што ги привлекува младите, особено децата, па сакаат да поминат време пред екран, дури тоа да е телевизорот или ТВ екранот, но како, нели, да речеме, да ги да им дозволиме, но да се едуцираат преку тоа. Дарко Биберко е еден лик. Апсолутно. Цртан лик кој што тоа го прави. Веќе години назад. Самата идеја, верувам, произлезе од тоа или од таа потреба, констатирана како таква, но како се формираше, како се реализираше низ годините, што е она кое што и така се вратиме наназад, можеме да го споделиме вака на нашите гледачи. Мислам, не знам, за нас не е многу, како да речам, многу интимен, мислам, персонален проект за мене и за сестра ми, зашто го креиравме за нашиот внук кога се роди. Наиш брат ми баш не спомна, одамна нема дали бушава азбука имаше, па дајте музика и ние со тие програми пораснавме. И долго време немаше нешто. Памтам, имаше нешто Саки од Саканија. Тоа пред да заминам од Македонија, тоа го памтам. И така, и брат ми рече, ајде креирај нешто за деца, за син ми кога ќе се породи. Тоа која година беше? Тоа беше можда 2017-2018. Рече си децени. Да. Всушност ние веќе ја направивме првата епизода и ја држев скоро година и пол. Зашто така архивирана. Да, перфекционист сум и сакам миксинг подобро да е, сакам визуелно подобро да е и на крајева Калина ми рече Невена само објави, ајде. Let's do it. Дај да го ставиме тоа. Не знам дали го одговори прашањето, не знам. Делумно да, затоа што всушност тогаш беше била идејата. Меѓутоа, Дарко Биберко денеска не е само забава, тука е проект кој што би рекле дека е и за зачувување на македонскиот јазик. Кога баш кажа со Ивана, растеме дечиња во ера на дигитализација и на напредна технологија, и со други јазици. И со други јазици, ова е, мислам дека еклатантен пример како може да го зачуваме дијалектот кој што е потем нели дел од македонскиот јазик, како и секој јазик во светот, да се зачува и меѓу другото да се говори, да се учи. Ако ние учевме од бушава азбука, денеска да го имаме Дарко Биберко можеби како истото. Тешко е денес можеби да, еве не знам, кога ќе видите дете во Америка како ја пее македонската азбука, благодарение на Дарко Биберко, препоставам дека чувствуваш голема сатисфакција ти и сестра ти. Дефинитивно. Мислам, за наши нели луѓе кои што земале некој нели транзитирале во други земји, во случајот во Америка. Да, така. Сигурно има некое си дете со име Джек или Christian, знаеш, во Австралија, кој што е од корени од Македонија. Македонија, ама сепак родителите му го пушта Дарко Биберко и преку тоа почнуваат, ни праќаат родители дека доста од нивните деца со Дарко Биберко прозборуваат. Нема врска дали се во диаспора, дали од тука ни пишат, тоа за нас е најголемо задоволство со Калина секогаш. Знаеш, ки звонам на телефон и викам, ја читаш поракава и таму вика, да, леле, се стопив. Значи, тие моменти на нас ни се најдраги. И да, за диаспората, мислам, вака, кога ги креираме епизодите, пробвиме да се
едноставни, за да не мора да има всушност, да речеме, превод, за да мора дете во диаспора или дете едвај што зборува македонски, да научи нешто. Значи, скроз, дури од нула да си, ако ги гледаш епизодите, до крај на епизодата се надевам дека нешто ќе научиш. Да. Од диаспората и родителите, че многу често вака и во наши меѓусебни разговори, кога сме имале можности, прилика и повод, се заклучува дека работат истовремено со децата за изучување на мечиниот јазик, односно од таму од каде што доаѓаат, па потоа и на нормално јазикот на местото каде што живеат, и тоа е секогаш труд од страна на родителите, особено оние кои што нели живеат во различни делови од светот, а ова е предност, односно можност да се помогне преку еден таков начин. Изучување на азбуката, можеби пред започнување со тој образовен процес, но тука се разбира треба да се вплетат и идеите кои ќе го привлечат вниманието на децата. Не е сувопарно учење, туку и преку слика, игра, бои и така натака. И на тоа исто обрнувате едно особено внимание. Како изгледа креативен состанок помеѓу твојата сестра? Како една музичка работилница или играчница? Па, не знам како ви кажам, многу пати само јас ќе ми текне идеја на некоја тема. И јас веќе ќе си почнам, ќе си напишам нешто, дури некојаш ќе ја завршам скроз песната и да ме јавија песната. И некојаш Калина ќе ми речи, Невена, не вака, ова е охридски дијалект, смени го зборот тука и така. Значи, многу пати така ги креираме песните, а некогаш со Калина, пред да почнам скроз да креирам, ќе сопрам, ќе речам, дај да размислиме во врска со темпо, за учење, за ова тема, ќе размислиме за која возраст е песнава, за да не вака наеднаш на брзина да направиме песна и да не сме сигурни, ова е за 10 годишно дете, а каналот наш не е за помали деца, всушност, ама можат и сите секако да ги слушаат нашите песнички. Значи така, од прилика и после, не знам како се вика на македонски, storyboard, знаете што е? Всушност, илустрации, сцена по сцена, како треба да изгледаат. И така, ќе земам на лист да нацртам нешто, па со илустраторка работиме и ќе седнеме сите три заедно и ќе размислиме како треба да изгледа епизодата и ако нешто не пречи, тогаш треба да се вратиме на музикалниот аспект и да промениме нешто. Именно. Добро е што ова цела ваша идеја ќе има една физичка комуникација и средба со најмладите, тоа е и всушност поводот, да ви искористиме додека сте нели сега и во Скопје, да ја најавиме секако дружбата за сите родители дечиња 13 јуни во Скопје. Ова е прва ваква средба, можеби, која што правите со Дарко Биберко? Да, прва, баш во Македонија, прва средба со тетка Калина Нене и Дарко Биберко, ама нема да е последна, во Скопје, во Сити Мол, Скопје Сити Мол, на 13 јуни во 6 часот. Да, и многу сме возбудени, мислам, знаеме како децава реагираат кога ќе не сретнат, еве по црквите кога ќе име во Чикаго, во Лос Анџелес сме биле, мислам толку, од прилика. Затоа едва и чекаме тука баш со тие сите фанови што ни пишаја преку Инстаграм, во живо да ги сретнеме. Кој знае колка е сатисфакцијата, претпоставам дека и родители кога ќе ви пишат што правите и создавате кај децата со проектот со Дарко Биберко. Да, премногу, мислам, ни имаат пишано од, како што спомнав, од многу држави и дури некои ни се заблагодаруваат зашто децата дали прв пат проговориле со нашето шоу. Не знам, да, многу ми е и така, баш кога и видеа што ни праќаат до душе, тие се најсладки, значи каде што дали за прв пат учат да преку нашата песна. И се фасцинирани, восхитени со самата анимација која што меѓу другото е многу питома. Ние често знаме да кажеме во свет кога нели се изложени на екранизам и премногу стимуланси, бои, брзи ефекти, ова
е баш како што треба и нели сензибилизира со возраста во кај што треба. Учење преку овие видеа, преку игра, преку интересна музика или песнички. И навистина е постана чувството кога знаете дека сте дел од нешто кое е многу важен момент во животот на едно дете. Детството се разбира, да, но и моментот кога ќе се запознае со одредени зборови, со одредени букви и кога тоа ќе се забележи преку видеа или ќе се овековечи на еден таков начин. Сакаме и да малку слушнеме во другиот дел од светот или таму каде што живеете, во Соединетите Американски држави, само не знам тут поточно кај место на ќе не потсетиш? Јас моментално сум во Лос Анџелес, Халина е во Чикаго. Добро, каков е вашиот впечаток таму, како функционираат децата во однос на нели таа нивна потреба да бидат пред екран, начинот на учење, колку тоа се дозволува или се забранува во образовниот процес? Што се случува? Прилично експанзивно и таму исто. Да, и тука, знаете, особено, мислам, во Америка многу, не знам, многу работат луѓето и кога работат, мислам, дома им дават дали на децата екран да гледаат нешто, а исто така и да ги оставиш во градинка во Америка, нема да знаеш што ќе им уклучат, можда ти дома ќе им забрануваш нешто. Или не да забрануваш, да избегаваш да го контролираш времето така. Да, баш така, да. Можеш да менаџираш. Да, значи, сам слично е тоа ти е од родител на родител. Некои родители ќе им го дадат, ќе им ја дадат баш еве директно вака да одат децата самите да гледаат на телефон, а други само на телевизија им дозволуваат. За таа тема имам, мислам, многу мисли и чудно е вака зашто всушност ние креираме нешто што треба да е привлечно на... И општествено корисно и едукативно. Да, ама и тоа. И тоа и плюс да нема толку стимулации. И тоа, многу се грижиме на тоа. И дури некогаш знаеш, ќе објавам епизода и после се мислам, леле, дали на овај дел, дали отпој ќе има стимулација. Многу се грижиме за тоа и... Да, па тоа е скоро и клучно во таа содржина, во однос на тоа што би било како нус појава или негативен ефект. Таа стимулација или прекумерна на детските мозочиња, кои што нели знаеме и сме зборувале за последиците и тоа е одговорност. Тоа е ваша одговорност. Мислам, пак сте на некој начин дигитални педагози, професори или даскали, ќе кажеме, што тоа ставате една платформа, поддршка за да го научи детето безбедно македонскиот јазик или самата азбука и слично. Бидејќи ве кога споменавме Бушава азбука, македонските народни приказни, зимско рекреативна програма и што не квизови, не враќаат, да, и никој пат не се потребуваше насилен јазик, вулгарен јазик, нешто што децата денеска не само го обсервираат, туку веќе им е како нив вешто средство за комуникација и нели зошто имало насилство, зошто имало нели физички пресмети се поголеми, нели? Веројатно е произлегува од тие содржини. Да, мислам и плюс не само до јазик и до тон. Значи многу од YouTube, значи на Дарко Биберко ние многу се фокусираме да е се лесно и да не убаво, мило. Да, баш пастелно, зашто моментално има многу видеа. Знам дека мислам ако видите кои се најпопуларни веб страници во Македонија, македонските деца гледаат претежно англиска содржина, зашто се многу така силни, со бои, јаки, внимание им земаат на децата и тоа баш го избегаваме. Значи што спомна и темпото многу значи. Значи поспоро, да не е пискаво, да не е многу високо во тон, значи да не ајде дечиња. Да биде баш така питомо, да не ги извади од што се ли од памет, потоа може кога ќе слушнат или кога ќе го видат ликот на Да, и таква да биде нивната реакција, да. Ние сме сведоци или сме генерација на време кое што нудеше една... Се беше питомо. Да, и едноставно, некој едноставен живот и тоа кое што вистински е суштина на детството, но се разбира секоја генерација во своето време и она кое што тоа го нуди, но секогаш одговорно пристапување кон тоа, особено тие кои што се задолжени, оние кои што се вклучени во образовниот процес, оние кои што креираат вакви содржини, родителите и така натака, секако целина нешто на што навистина треба да внимаваме. Нешто би сакале сосема при крај на разговорот со Ивана да прашам, бидејќи кажавме утринава дека родена си во Охрид, подосна образованието и кариерата те водат во Соединените Американски држави. Интересно е тоа што дека
твоето образование и едукација го надополнуваш со Беркли, што е вистина куриозитет можеби за твојата биографија, каде што студирале многу светски познати музичари, продуценти, композитори и така натаму. Беше вчера нешто ми спомена, јас искрено не знаев, претпоставам дека Ивана не сме баш сведоци дека работевте на некоја спортска химна, ако не грешам, нешто што не ти е непознат терен, бидејќи работевте и со Васил Гарманлиев, кој што потем живее и така во Америка. И морам да признам дека Ју беше една песна која што не беше многу крива, што не беше на евровизиската сцена поради пандемијата, па нели откажани тие настапи, така што си во светот на музиката присутна. Да, мислам, тоа го правам, мислам, и настрана, всушност за Дарко Биберко фанови, настрана правам музика, ама за својата музика настрана правам детски проект. Да, химните, тие, всушност, спортските песни што ги напишавме со сестра ми и брат ми, всушност, тие беа, не беше, да речеме, за Вардар тимот и за фудбалскиот тим наш, македонски. Тоа беше зашто сакавме нешто да креираме и, знаеш, ние од Америка сме патриоти, разбираш, и да, тие така си направивме видео и во Бостон снимавме, и во Чикаго имаме снимано онака, за душа. Песната Ю за Евровизија, јас го познава Васил од Чикаго всушност и кога дознав дека тој ќе е артистот, му реков ќе пратиме песна и таму чекавме дали ќе ја одберат. Значи не бевме сигурни, ни бараа некои промени, ајде да видиме сега дали ќе ни се допадне. И така, не знам. Работите сега на некој нов проект, Ивана? Јас моментално надвор од Дарко Биберко, да. Да, имам песна сега, мислам, среде, зависи со издавачката куќа, кога ќе се објави, ама среде јули негде ќе има песна, веќе има свирено во EDC, што е огромен фестивал, светски фестивал за електронска музика. Електронска музика правам, всушност, така со вокал од озгора, имам и така, неколку соработки во нареднава година, ама секој е во електронска, англиска музика. Димензија, така. Одлично. Посакуваме успехи во едното и во другото, или нешто што е навистина со една заедничка допирна точка, тоа е музиката, особено кога зборуваме за немладите, едукацијата, а сепак ете добивање на таа доза која што тие ја бараат или соодветно на времето во кое што живеат. Благодариме за гостувањето и верувам ќе се видиме во следна прилика во целосен состав, односно со твојата сестра. На 13 јуни ги покануваме некои што сака да се дружат со Дарко Биберко, како што официјално да ве запознаат. Да, дефинитивно се гледаме.